И ти, младенец, ќе бидеш наречен пророк на Севишниот, зашто ќе одиш пред лицето на Господ. Раѓањето на Јован претеча. Во текот на многу векови, човештвото очекувало Месијата, тоест Божиот Син, да дојде во светот. Но ете, се приближило исполнувањето на ветувањето што Бог им го дал уште на првите луѓе во рајот. Божиот Син требало да се воплоти и да стане човек, за да го востанови нарушениот од гревот сојуз меѓу човекот и Бог и да им го отвори на луѓето патот кон вечниот блажен живот. Но пред тој голем настан морало да се случи уште нешто. Да се појави на светот човекот чија животна цел ќе биде да ги подготви луѓето да го примаат Христа. Тој човек бил светиот пророк, предтеча и крстител Господов Јован. Во една од заповедите на блаженствата се вели: блажени се чистите по срце, зашто тие Бога ќе го видат. Совршениот Бог може да го познае само оној што и самиот се стреми кон доброто и светоста, кој со покаяние ја очистува својата душа од гревовната темнина. Ете зошто во својата проповед предтечата Господов толку многу говорел за покаянието. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, го повикувал тој еврејскиот народ. Божиот пророк се родил во семејството на јудејскиот свештеник Захарија. Захарија и неговата жена Елисавета биле остарени, но немале деца. Во старозаветниот народ Израил тоа се сметало за срам и знак дека Бог не е наклонет кон бездетните. Но еднаш, кога Захарија по обичајот служел во светилиштето на храмот, пред него се појавил архангелот Гавриил. Захарија, кога го видел, се збунил и страв го опфатил. Ангелот пак му рекол: не бој се, Захарија, зашто е услишана твојата молба, и жена ти Елисавета ќе роди син. И ќе му ставиш име Јован. И ќе бидеш радосен и весел. И многумина ќе се зарадуваат поради неговото раѓање, зашто тој ќе биде голем пред Господа. А зашто се молел благочестивиот свештеник, исполнувајќи ги своите свештенички обврски? Веројатно, не за тоа Господ на таа возраст да му испрати син, утеха во староста. Бидејќи бил праведник, тој изгледа упорно го молел Бога за брзо доаѓање на Спасителот и неговата молитва била услишана. Синот што го родила неговата неплодна жена ќе биде предтеча, тоест предходник на долго очекуваниот Месија. Предскажаното од ангелот било толку чудесно, што старецот Захарија се збунил. Тој не му поверувал на божествениот пратеник. Тогаш ангелот му рекол дека за неговото неверување тој ќе биде казнет со немост и ќе остане нем до исполнувањето на предскажаното.
зборовите на Архангел Гавриил наскоро се оствариле. Елисавета, жената на Захарија, го очекувала раѓањето на нејзиниот првенец и му благодарела на Бога за неговата голема милост. Времето на очекување на раѓањето на идниот пророк било за Елисавета радосно и благодатно. Уште во утробата на својата мајка, претечата Господов ја покажал својата блискост и духовна врска со Бога. Тоа се случило при средбата на Елисавета со пресвета Дева Марија, идната мајка на Господа. Пресвета Дева, откако го зачнала божествениот младенец, побрзала да ја сподели таа радост со својата роднина, праведната Елисавета. Божјата мајка многу рано останала без родители и праведната Елисавета веројатно и била особено блиска. Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, раскажува евангелистот Лука, заигра младенецот во нејзината утроба и Елисавета се исполни со Светиот Дух. Разбирајќи дека кај неа дошла мајката на самиот Господ, таа гласно извикала и рекла: Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба. Наскоро, по таа средба, Елисавета родила син. По обичајот, роднините се собрале на 8-миот ден по раѓањето да му дадат име на детето. Тие сакале да го наречат Захарија во чест на таткото. Но Елисавета се спротивставила. Таа кажала дека новородениот мора да се нарече Јован. Таква била и желбата на таткото Захарија. Туку што името било избрано, Захарија бил исцелен од немоста и повторно можел да зборува. Кога се исполнил со Светиот Дух, тој пророкувал говорејќи: Благословен е Господ, Бог Израилев, оти го посети и избави својот народ. И ни подигна рог за нашето спасение во домот на Давид, својот слуга, како што говореше преку устата на своите свети пророци од векот. А ти, младенец, ќе бидеш наречен пророк на Севишниот. Оти ќе одиш пред лицето на Господ, за да му приготвиш пат и да го вразумиш неговиот народ за спасението преку простување на нивните гревови, заради големото милосрдие на нашиот Бог, со кое не посети исток од висините, за да ги просвети оние што седат во темнина и смртна сенка и да ги упати нашите нозе по патот на мирот. А детето растеше и крепнеше со духот и остана во пустина до денот кога се појави пред Израелот. Гласот на оној кој вика од пустината: Пригответе му пат на Господа и рамни направете ги неговите патеки.